Господ и късметот од сиромајот. Чита Александар Станојков. Си биле двајца браќа. Едниот бил многу богат, а другиот многу сиромав. Во жниење време, богатиот беше зел аргати да му жнијат. При сите аргати бил и брат му. Идејќи си дома, брат му една вечер со сите аргати беше си го заборил српо на нива и си се вратил за да си го земи. Кога дошол до нивата близу, видел еден човек кај туку збирал класија на нивата. Што бараш, пријателе, во нивата од брат ми? Класија збирам, пријателе, му одговорил човекот. Што сте и ронеле денеска кога жниевте? Што ти е тебе да збираш класија, зар ти е брат стопано на нивата да ти збираш класија? Брат не сум му, пријателе, му рекол човекот. Ами сум му късмето од брата ти што му работам, не само дење, ами и ноќе за да го обогатам. Отколку што има уште толку, а не ко твојо късмет што си седи под сенка и ич не ти работи. Кој чул тие збори сиромајо, се зачудил и му рекол на късмето. Ами чаре за мене, бре, късмето, кажи ми као да правам за да ми работи и мене късмето како што работиш ти за брата ми? Лели ме прашаш, пријателе, му рекол късмето, ќе ти кажам. Еве, како ќе направиш за да ти работи късмето. Утре, кога ќе седнеш да ручаш, да си го земиш стапо со тебе, едно ќе видиш. Од ти го фрли само ромагарето твое кај што ти паси, веднаш да рипнеш од ручеко со стапо в раце и да се загниш, доа ќе појдиш кај магарето да му го клаиш самаро. Едно ќе сториш, доа кај магарето ќе трчаш, карај го, колни го магарето до немај каде. Како што си правиш катаден, кога ти го стурка самаро късметот од магарето и да си го оставаш ручеко, да одиш да му го креаш самаро. Така, пријателе, како што ти кажувам, али не е така. Исто така се, пријателе, му рекол сиромајо. Кажи после као да правам? Ете како ќе направиш, пријателе, му рекол късметот. Ќе пречекориш 10 чекори за кај магарето и веднаш ќе се вратиш назад, та на местото твое ќе удриш со стапо што да можеш, чунки таму ќе ти биде седнат късметот да ти го изеи првниот залак за да немаш напредок во работата. Удирајќи со стапо на местото, ќе го удриш късметот и тој ќе трешти да бега, а ти со стапо врли по него и викни му да застани, ќе го гледаш. Од кога ќе го врлиш стапо, загни се што да можеш кај што ќе ти застани стапо и земи го одземи, да јавни го као кога конј или магаре да вјаваш, тога ќе ти се јави късмето и ќе те моли да го простиш, за дека не работел за да те обогати. На тоа речи згоре, тој веќе ќе работи за тебе и што ќе ти речи да го слушаш и да го веруваш. Си го нашол српо сиромајо и му благодарил на късмето од брата си за дека му кажал како да направи и си отишол дома. Утредента дошло време да ручаат аргатите и си седнал да руча и сиромајо. Во истото време туку го врлило само ромагарето и рипнал со стапо враце сиромајо, дал вик по магарето да го кара и да го колни. Трчаница късметот беше се курдисал на местото од сиромајо, а пак сиромајо, знаејќи ти е седнат късмето на местото него, се повратил со јуриш назад и го опнал со стапо, колку да можел и не можел местото кај што седел късмето. Трешти да бега пусти късмет и се врлил со стапо по него сиромајо, та отрчал кај што беше застанал стапо и го јавнал. Туку беше му се јавил късметот као човек и почнал да му се моли да не го тепа, да од тој саат ќе работи и ќе го обогати, на часу му се такса да му бара некоја работа што да го обогати. Поверал сиромајо и го пуштил да му бара работа. Шетајќи късмето ваму таму да му бара работа, дење и ноќе, една вечер дошол под едно големо дрво и седнал да се мисли кај да му бара работа на сиромајо. И мислејќи беше заспал. За късмето на късмето и на сиромајо дошол Господ на дрвето со сите светци и ангели небесни. Разговарајќи си Господ со светците, се разбудил и чул што разговарал Господ. Ја гледате оваа рамна рудина, му рекол на светците Господ. Да има кој да ја изоре да ја посие едно просо,
сръб не би го досекло, толку многу ќе се роди. Слушајќи тоа нешто късмето, утрото го нашол сиромајо и го натерал да ја изора и да го посии просо родината. Кога порастало едно просо, страшна работа, цела корија, што со конј да не може човек да го пробие. Расло и уздреало просото, та втасало за жниење. Дури втасало просото за жниење, ката вечер родел късмето кај дрвото да го чуе Господ што зборува, арно, ама Господ не беше отишол и ете го друга ноќ беше дошол пак на дрвото. При друзите разговори Божи рекол нешто и за просото. Се сетил некој посеал просо на родинава, што реков една вечер јас, арно, ама кога ќе го жнијат ќе има таков силен ветер, што сите полози ќе му ги одвеи ветрот и може да не се благодари од ова страшно просо, ако не се стори мукајат да му бара крајо. Слушајќи тоа нешто късмето, отиде утрото и го натера сиромајо да вати мнозина аргати и полог на земја да не оставаат, ами веднаш да ја врзаат снопои, што да не може ветрот да ја одвеи. Го слушнал сиромајо късмето и ватил едно чудо аргати, да го ожнале просото и го врзале снопои и го направиле еден голем сток, кој што видел се зачудил. Потоа после пак късметот одел да чуе уште нешто од Бога, да после да му даде изим на сиромајо да го врши. Туку една вечер пак беше дошол Господ и при друзите разговори рекол нешто и за просото. Ашкол сум на тој човек што му најде крајо на просоно и не го одвеа ветрот, а ако е ербап и кој ќе го вршит, да може да го држи водата, та да не му го однеси, ќе се обогати со многу богатство. Шиник просо, шиник злато ќе му се стори. Слушајќи тоа нешто късмето, го натерал сиромајо да го загради гумното со еден јак плот, стегнати да му се јако праќето, што да не може просото да излези низ плото. Од кога го направи сиромајо плото, го кладе просото да се врши и едно беше го одвеале, кога дал Господ еден силен дожд да врни, како низ ракав да тура, таков силен дожд беше заврнал. Арно, ама бидејќи плото беше бил многу јак, сосем малце просо беше истекло низ плото. Поминал дожд. Од кога го исушил просото, го собра в амбар и го остил да му чека родо. По заповед Божја, било една лоша зима и изземнал си обериќет по сета земја. Пропишта мало и големо за леп. Во исто време, Господ сакал да служи в црква и да вади причесна, арно, ама требало литургија да има, да така да вади причесна. Пратил ангелите и светците на земјата да барат брашно и да месат поскури, та да му однесат за да служи литургија. Шетале ангелите по сета земја и светците и нигде брашно не нашле, само ти нашле просото од сиромајо и дошле при Бога да му кажале оти нигде не нашле брашно, само нашле просо у еден сиромав човек. Брготе, земете го просото, сомелете брашно, месете поскури и донесете и да и литургисам и причесна да извам и да му е благословено просото, што од шиник просо, шиник злато да му се стори. Така беше му рекол Господ на ангелите и светците. Веднаш беа летнале светците и ангелите и отишле кај сиромајото, зеле просо, сомлеле брашно, месиле поскури и му и однесле на Господ да ги служи литургија, а на сиромајо сето просо му се стори злато, по благослов Божи. Толку скапо го продал, шиник просо, шиник злато зел од свето и туку речи целиот народ беше се изнајал од благословеното просо. Ете, кога да му работи късмето на човека, како може да се обогати многу без да работи многу.